во општина Бутел се соочуваме со проблеми што по закон не работи претседателот на удружењето. Работи на своја волја, изабира управни одбори, комисии, своји луѓе. Ние можеме, согласно нашите надлежности во статутот, да даваме своји препораки, насоки. Меѓутоа, ние немаме надлежности мериторно да даваме некои одлуки или решенија со кои што ќе донесуваме некои мерки за кои што си е надлежно самото здружение, бидејќи тоа е самостоен правен субјект. По емисијата за пензионерското здружение во Бутел се отворија низа реакции од страна на други пензионери за ситуацијата во нивните здруженија. И неделава тоа покрена една поголема акција каде што повеќе од 50 до 100 пензионери излегоа пред представништвото на Сојузот на Здружение на пензионери за да прашаат каде завршуваат нивните пари. По емисијата 25 минути објавена на 6 март годинава, која се однесуваше на одржани нетранспарентни избори во пензионерското здружение во Бутел, како и прашања за финансиски нерегуларности, се вклучи црвен аларм. Следа уште неколку реакции од пензионери за состојбите во други здруженија, а неделава значителен број пензионери од Скопје и внатрешноста излегоа на протест пред канцелариите на Станка Трајкова, председателка на Сојузот на Здруженија на пензионери. Според нив, во секое здружение изборите се прават на нелегитимен начин, без известување за одржување на избори, со игнорирање на оние кои бараат правда и со злоупотреби кои потекнуваат директно од председателите на нивните здруженија. Некои за изборите дознале погрешна СМС порака, која не била наменета за нив. Најголемите проблеми во моментот се сегдека како по другите здруженија. Тоа е нелегитимните насилнички избори кои се одржаа во март месец, почнувајќи во Кисела Вода од 3 па се до 28.3. Не знаевме, воопшто не бевме информирани. Значи беа информирани една определена група на членови, тоа беа негде околу 30 на члена. И ние што отидовме 15-16 души, што се организиравме сами меѓу себе. Веројатно, кога не видоа се стаписа, не знаеа како да реагираат, почнавме ние да се буниме зашто нигдека нема никакво соопштение, зашто не сме и ние известени, него само определен број кој како доаѓаше и влегоа внатре, заклучија вратата и тогаш во тој момент од натрешната страна на стаклото залепија, но меѓутоа не соопштение, него од председателката што го има добиено известувањето од самиот председател дека на ден 6.3 во 13:30 часот ќе се одржат избори во Здруженијето Цветан Димов. Денеска протестот беше за нелегалните избори што се организирава на криминален начин со наредби од Сојузот на синдикати и од председателката Станка. Беше наредено да се правеа претходни списоци кој и како ќе биде избран на тие избори. Сегдека е тоа направено така, дури во цела Република Македонија, сегдека во сите здруженија на пензионери, изборите се такви, нерегуларни. Затоа сакаме да се поништат тие избори. Во здружението наше, што е на Ѓорче Петров, тоа уствари е здружение на пензионери полицајци, кои ни го окупираа здружението и сакаме еден протест да кажеме дека они си имаат свое лично здружение кои треба таму да си делуваат за нивните права, а не во нашето здружение. Сега оваа година на овие избори дури и 9 члена се во органите и телата на здружението се од редовите на МВР. Меѓутоа, иако според Законот за здруженија и фондации, македонските пензионери се организирани во здруженија со доброволна партиципативна членарина, се погласни се пензионерите кои тврдат дека во нивните здруженија се прават малверзации со парите. Председателите не одговараат пред никого, па одговорите ги бараат од првата жена на пензионерските здруженија, Станка Трајкова. Протестите се затоа што бараме
да бидат поништени изборите затоа што се нелегални. Станка Трајкова секога се оградува. Она нема никогаш ингеренции. Јас сум се обраќала милион пати до Станка Трајкова, сме и праќале, поготово сопругот праќал мејлови, на кои не сме добивале ден денеска никакви одговори. И она со тоа се вади дека нема она ингеренции, дека она е по хоризонтала, а не е по вертикала. Значи, ако Сојузот на пензионери, СЗПМ, е здружение и членуваат 53 здруженија на Република Северна Македонија, тогаш ако не е надлежна Станка, не е надлежно Министерството за правда, не е надлежен јавен обвинител, не е надлежен Општински суд, не е надлежен Управниот суд, тогаш не знам кој во оваа наша држава е надлежен за да ние како пензионери ги добиеме своите права. И председател на Сдружение на пензионери, сите негови членови што се во извршниот се негови послушници, кои му аминуваат, му дигаат рака за донесување на одлуките, а собранието само аминува затоа што и таму се истите, мислам, негови послушници. Во Сдруженијето Ѓорче Петров има недобри работи кои што се случуваат, од криминално орочени средства без одлуки, од давање средства на нивни лица што ги гласаат како помош, дали се вратиле или не се вратиле. Исклучиво тоа се работи за еден член на извршниот одбор кој му дадоа унапред некој аванс што не е дозволено и што нема таков член во статутот на Сдруженијето. Врз кој основ? Као некоја си помош, ние не знаеме. Само така беше кажано од председателот дека на таа и таа особа, да не ја спомнувам сега, ќе се дадат пари унапред за 5 месеци. После ковидот се исто така се поделија некои средства на пензионери кои беа председатели на Сдруженијата, им се даде награда по 3000 денари, што не го има во статутот дека треба да се дава парична награда, и на господинот секретар не знаеме, дури сите се чудиме зашто му се дадоа него, мислам дека беше предложено 10.000, па му се дале 7.000 денари, зашто му се даде на него таа награда? Значи, непотребно. Што придонесе секретарот во тоа време за да му се даде награда? Значи, се прават разни злоупотреби. Сдруженијето Ѓорче Петров има секретар, 22 години член, од кој 16 години е секретар, се по договор за време на работа го бираат председателите. Од е голем махер за неправдите во работењето на извршниот одбор. Од 4 години кога ја бев член, имам поднесено на извршен одбор извештај на 8 страници за незаконско работење на Сдруженијето Ѓорче Петров. Таков извештај имат и господја Станка, на кој се прави глува, тоа што е написано стои на страна. За периодот од 4 години, пошто беше до мене бев доста информиран за криминалот во Сдруженијето Ѓорче Петров. Потврдено е дека 17 година постојат криминал, само 17 година, од цирка 2,5 милиона денара. Како е направено тој? Затоа што е направено, како е направено, постојат документи во архивата, подигати фактури од пари кои што биле орочени од претходните председатели. Освен во случајот на Лазарова, која своевремено ја извршувала председателската функција во Сдруженијето во Кисела вода, зашто вели со фалсификати било одземена позицијата, пензионерите уште тврдат дека председателите нелегално распределуваат средства кај членови нивни послушници. Во Сдруженијата, не само во Републиката, кај нас во Ѓорче Петров, него и во Републиката, постои толку голем криминал да нема здружение каде нема злоупотреба на парите. Не може да се земат. Плаќаме солидарен фонд за погреб на умрени лица од средства на пензионери. Па го викаме солидарен фонд. И постои фонд
чланарина која плаќаме 30 денара за секој пензионер и тој фонд. Од тие пари 30 денара се издржува здруженијата, ali to се огромни пари. На цирка 9000 пензионери кај нас имаме пута 30 денара, то са 270-300.000 денара месечно, пута 12 месеци, тоа е огромна пара. Тие пари се правит некоја демагогија, финансиски план, каде ќе се трошат. Тој финансиски план, што ќе го изработи некој човек со години што работел во здруженијето, нема ни подпис кој го изработил, нема ни печат, нема ни архива докажано и секој ден си го менјаваат како им одговара. Така да, освен една прошетка со автобуси по знаменитите места на Македонија, другите пари каде одат, ни Господ не ги знае. Она што е индикативно за повеќето здруженија е дека тие немаат официјални веб страни каде што претседателите објавуваат финансиски извештаи за тоа каде и како трошат средства, според кои програми и како се распределуваат износите на тие трошоци. Јасно е дека парите пристигнуваат од пензиите, средства кои потоа се распределуваат за сите 53 пензионерски здруженија во Македонија од страна на Фондот за пензиско инвалидско осигурување. За неговото функционирање пак, за слабостите со кои управува, алармира државниот ревизор. Госпоѓо Висковска, имавте ревизија и се покажаа прилично слабости во пензискиот систем. Една од најзагрижувачките всушност, не е веќе ни слабост, туку податоци, е дека дефицитот расте. Тоа значи дека нема пари во фондот за пензиско. Колку пари недостигаат и треба ли да се грижат пензионерите? Од аспект на ревизиите кои што Државниот завод за ревизија ги спроведува во Фондот за пензиско инвалидско осигурување, согласно законот се вршат ревизии на годишно ниво. Овие информации кои што се однесуваат на недостаток на средства за исплата на социјални бенефиции, односно за исплата на пензиите, на корисниците на пензии, редовно се информира во нашите извештаи и според презентираните податоци кои што се во конечниот извештај за 2021 година, констатиравме дека недостатокот на средства за покривање на дефицитот на Фондот за пензиско осигурување за исплата на пензија е 29%. Меѓутоа, дел од средствата, освен за исплата на пензии, се надоместуваат од централниот буџет за исплата на социјални бенефиции, други исплати на Фондот за пензиско, значи за исплата на делот средствата за приватните пензиски фондови, потоа за делот на средствата кои што се однесува за здравственото осигурување и така натаму. Но дали е ова загрижувачка бројка, односно процент? 29% е навистина голем. Со оглед на тоа што тие средства во континуитет растат и направената анализа од страна на Државниот завод за ревизија укажува на тоа дека неопходно е да се преземат активности за вршење на анализи. Затоа и ние го истакнуваме недостатокот на кадар кој што треба да биде во рамките на таа актуарска единица за анализи за проекција на пензискиот систем, односно можност да ние како држава обезбедиме понатамошно функционирање на пензискиот систем за исплата на пензии. Велите нема кадар, квалификуван кадар, но ако го ја видиме бројката на администрацијата, таа е огромна, скоро 140.000
Како е можно да нема кадар за Во вакви? фондот за пензиско особено го истакнуваме тој момент на недостаток на кадар кој што е клучен за функционирање на одредени делови во фондот и значен за исплатата на пензиите. Тоа се актуарските проекции, делот на недостаток на вработени во секторот за информатика, кој што сега брои само 23 вработени. А потребно се колку? Во суштина, мислам дека во наназад, според систематизацијата, тој податок е околу 63. Има ризик од исплата на пензиите и по истек на законски утврдено право. Тоа значи дека оние кои се починати продолжуваат да земаат пензии? Системот на пензиско инвалидско осигурување е систем кој што е поврзан и со други институции. Значи, Управата за јавни приходи, Министерството за внатрешни работи. Тоа е нивна работа да ги детектираат овие луѓе. Работа е на меѓусебна размена на податоци и информации на Министерството за внатрешни работи, Управата за водење на матични книга на евиденција и така натаму, значи они ги разменуваат информациите, Но всушност не ги разменуваат. Недостасуваат целосни потврдени податоци за починати корисници. Така да фондот за пензиско, доколку нема информација, врши исплата на пензии. Таа пензија која што е на починат корисник останува во банките, каде што навистина има проблем во повлекување на тие средства од банките. Фондот презема некои активности во наназад периодот, меѓутоа сега има дел од средствата кои што се останати на сметките на банките и тие средства не може фондот да ги повлече и на тој начин и надосасуваат и придонесува на средства за исплата на пензиите. Практично и фалат средства од починати пензионери. Следната слабост. Тоа се практично злоупотреби. На некој начин, јас злоупотреби, тоа може да се однесува злоупотреба од страна на поединечните осигуреници, односно корисници на пензија, затоа што самите корисници треба и со солидарниот фонд, кога ќе почине корисник на пензија, треба да пријави дека е починат, меѓутоа тоа во некои случаеви не се прави. Така да тоа е недостаток, меѓутоа затоа ние треба да имаме систем кој што тоа ќе го неутрализира како слабост. Затоа е важно да имаат во фондот, пензискиот фонд, да имаат внатрешна ревизија. Тоа вие го препорачувате во вашиот извештај. Да, внатрешната ревизија е многу значајна во делот на контролите интерни кои што треба да бидат да постојат и да функционираат. Ние затоа и со години укажуваме на недостаток на внатрешни ревизори, кои што навистина можам да кажам во одреден период кога беше комплетна како внатрешна ревизија, имаше доста значајни резултати во нивното работење на сите процеси, процедурите, дали се соодветни, дали функционираат, дали има разграничување на должностите, дали се комплетни сите досија кои што се однесува на пензиското досие за исплатата на пензија, значи сите тие процеси внатрешната ревизија ги снима и ние како ревизори имавме на некој начин можност, согласно стандардите и да се ослониме на дел од нивните извештаи кои што редовно ги добивавме. Сега во последно време, значи, функционира само со тројца, еден раководител и 20 ревизори. Тоа мислам дека е многу малку за фондот за пензиско за функционирање на фондот. Заради тоа е всушност и онаа култура на неказнивост во оваа држава. Баш заради тоа што нема ревизија, контролни механизми генерално, значи и во самите институции, тоа го препорачува и Европската Унија практично. Има проблем и околу парите на фондот, кои се влечат и одат во здруженијата. Има деновиве, имаше и изминативе недели незадоволство кај пензионерите, заради тоа што еден дел од парите одат за погребнина. Но еден дел од парите тие не знаат, би требало да одат за здруженијата, но не знаат како всушност се трошат.
Средствата кои што се одвојуваат од пензиите, значи ги како начин на издвојување на средства се префрлат на посебна сметка на Главното здружение. Здружението, да. Меѓутоа, тука фондот само ги префрла средствата. Начинот како се трошат тие средства, како се распределуваат по здруженијата, не е обврскана на Но би требало, фондот. заради тоа што фондот е тој кој ги праќа парите. Да, фондот ги праќа, меѓутоа тоа се пари на корисниците на Да, пензија. но некој треба да контролира. Здруженијата се како независни, Самостојни субјекти. самостојни субјекти и нема обврска фондот нив да ги контролира. Но има врска да дава пари. Да, Има ли логика во тоа? ги издвојува само од Да не го пензиите. интересира каде одат парите? Не дека не го интересира, значи они имаат обврска да ги префрлат согласно колку средства се нели уплатени и тие колку се починати, Да. значи математиките ги прави фондот, меѓутоа може некогаш и да се случи да недостасуваат средства за да се префрлат на таа сметка, од причина што еве кога беше ковидот, имаше голем број на починати корисници и на некој начин тие средства не можеа на време да бидат префрлени. Меѓутоа мислам дека од тој аспект фондот тука редовно ги сервисира тие средства. И понатаму, После тоа би што требало стана со тие здруженијата, нели они си имаат раководства за секое здружение, би требало на членови си имаат чланарина и на некој начин би требало самите да си ги решаваат тие проблеми во смисла на распределбата. Добро, јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Во Франција има 42 пензиски режими или системи, зависи од професиите. Сите овие режими кои што се на општото пензиско осигурување, кој што е според прераспределба, значи активните работници, односно вработени, котизираат за пензионерите, се строго контролирани од страна на државните органи. Пред се од општата инспекција за финансии на Министерството за финансии. Редовно се изработуваат извештаи и посебно од ревизорскиот суд, како што овде се вика судот за ревизори во Париз, со своите регионални ограноци, и кои што на секои 5 до 10 години изработуваат извештаи за работата на пензиските системи. Проблемите кои што се наоѓаат во Франција се наоѓаат пред се во така наречените додатни пензиски осигурувања, кои што секој од вработените мора да ги има за надополнување на општата пензија, старосна пензија. Еден од најголемите скандали беше забележан во така нареченото СИПАВ, кој што беа опфатени сите независни работници или самовработени и пред се архитекти, во кој што се појави проблем околу начинот на кој што се раководеше со овие фондови и со некои хазардни, би рекол, неусмислени играња на берзата за зголемување на фондовите или со инвестиции во некои сомнителни сделки, како и со изработката на нивниот информатички систем. Но со интервенцијата на државата и на судовите се стави ред во тоа осигурување, кој што беше под контрола. Во моментот знаете дека во Франција се водат сериозни разговори, односно протести против реформата на пензискиот систем, со кој што заминувањето во пензија преминува од 62 на 64 години, во очекување на одлука на Уставниот совет на Франција за уставноста на оваа реформа предложена и помината на сила председателот Макрон. Според многу експерти се отвора патот за така наречените приватни пензиски осигурувања со капитализација, нешто слично како што се прави во англосаксонските земји, посебно во Соединетите Американски држави. Со други зборови се смета дека тука многу пензионери, односно идни пензионери,
може да го изгубат да изгубат своите пензии ако тие фондови, пензijski фондови, приватни пензijski фондови не функционираат така како што треба, бидејќи нема да бидат под контрола на државата. Во Франција, на пример, во 2020 година пензиите изнесуваа, фондот за пензии изнесуваше 331,6 милиарди евра, што представува 40% од социјалната заштита што се исплаќа за социјална заштита или 14,4% од внатрешниот бруто производ на Франција. Значи тоа се огромни суми кои што се во игра. Затоа мислам и контролата треба да биде доста сериозна.